Јас сум Михаела Георгиева, ученичка во Општинското основно училиште Браќа Милодиновци во Пробиште, ученичка во 8 оделение, и денеска ќе зборувам за лектирата Збунети години од Велко Неделковски. Во романот Збунети години Велко Неделковски зборува за првата љубов, за тинеџерските години, за преминуто дете во возрастен човек, но и за сите проблеми на кои што ќе наидеме во овие години. Главни ликови во овој роман се Виолетка, Димитар и Борче. Лилија и Виолетка седеле на клупата во училишниот двор покрај бегремовото дрво и водоскокот. Тие почнале разговор за писменцата. Лиле од големо љубовитство ја замолила Виолетка да ја прочита дел од писменцата од Борче. Виолетка се согласила и почнала да чита. Драга Виолетка, секој ден те чекам во училишниот двор, но ти не можеш да ме видиш, бидејќи јас се крием. По овој дел Лиле заклучила дека момчињата во овие години се многу срамежливи и тоа не е ништо ново. Виолетка се согласила и продолжила да чита. Постојано мислам на тебе, кога ќе го отворам учебникот, место буквите го гледам твојот лик. Барали повторно да се видете, прашала Лиле збунета од приубавите стихови наводно напишани од Борче. Не, одбегнува да зборува за тоа, одговорила Виолетка. Имало една реченица која што сосема ги збунила пријателките, а таа реченица гласела вака. Најмила Виолетка, те молам, немој да отсуствуваш од часовите. Кога ти не си тука, целата училница ми е тажна и пуста. Тука се буди прашањето кој ги пишувал писменцата. Како доказ, Виолетка ги разпослала сите писменца. Уште веднаш се заклучувало дека ракописот во сите писменца не е ист. Пријателките заклучиле дека првите писменца и последните писменца биле пишувани од различна личност. Виолетка одлучила лично да го праша Борче, додека пак во себе имало длабоко сомнение за тоа кој ги пишувал писменцата. Толку од мене, доколку сакате да дознаете нешто повеќе, препорачувам да ја прочитате лектирата Збунети години од Велко Неделковски.